ќе зборуваме за една убава тема, се однесува за јазикот, за читањето, за потикнување, за чување на македонскиот литературен јазик, меѓутоа тоа е многу важно од мали нозе. Наш денешен соговорник е Ксенија Маказлиева Трајчевска, уредник и навистина долгогодишен поборник за се ова што го кажувам, се со единствена цел да се потикнат од мали нозе дечињата, потоа учениците и сите кои ќе се изградат како возрастни личности да го чуваат и негуваат мајчиниот јазик, македонскиот стандарден јазик, меѓутоа да се потикнат и да читаат. Ајде да почнеме навистина. Вие во текот на оваа школска година низа работилници направивте се со единствена цел да се чува и да се негува македонскиот јазик. Така е. Добро утро до сите што ова утро се со нас. Поздрав што ќе споделат со нас малку време. Се надевам дека овој разговор ќе им биде интересен, особено кога се зборува за читањето, за пишувањето и чувањето на нашиот мајчин македонски јазик. Јазикот се чува со читање, говорење, пишување, нели тоа е основно нешто за да можеме да го знаеме. Јас лично верувам дека секој од нас мора прво да го усвои македонскиот, мајчиниот, да речем, јазик, а потоа да се учи странски јазик. Ако мене ме прашате, сметам дека е сосема погрешно што од мала возраст децата да учат некој странски јазик, бидејќи за да се научи странскиот, основата мора да биде мајчиниот јазик. Токму затоа и години наназад, јас сум во оваа професија 30 години, 20 години како одговорен уредник, сум се потпишала на безброј изданија на списанијата Росица и другарче, на многу книги, прирачници за деца и така натаму. И она што искуството го кажува е дека клучот за чување на јазикот, за развивање на љубовта кон читањето е во нас возрастните. Како ние ќе пристапиме, кои методологии ќе ги употребиме, какви начини ќе одбереме, така ќе регрутираме читатели понатаму. Морам ова да го споделам со вас и со јавноста, оно што кажувате, од мали нозе да учат, пред се да го научат мајчиниот јазик, во случај зборуваме за македонскиот, па потоа да се учат странските јазици. Ова постојано го кажуваат научниците, лингвисти, што навистина кажуваат дека пред се и над се од научен аспект, можеби тоа тука и психолозите, педагозите и социјалните работници ќе се согласат дека првенствено треба да се научи македонскиот јазик, затоа потоа ги забораваат оние зборчиња од нивниот мајчин. Не само тоа, знаете како во списанието Росица за најмали, кој што јас го редувам, има еден прилог за родители, кој што е наменет токму за родителите да им помогне на децата полесно да се снајдат нели во тој период, велиме првите 5 се најважни во свет. Во тој прилог најгласни се логопедите. Зошто? Затоа што децата имаат проблем со говорот и изговорот на мајчиниот јазик, бидејќи се подложени на информации, на емисии, на слушање на тук јазик. Освен тоа, се запишени на курсеви да следат тук јазик во најчесто англискиот. Јас вчера бев на една работилница во една градинка во Скопје. Споделивме искуство дека децата, значи на 4 на 5 години, зборуваат на англиски во групата. Што според мене е поразително за нас. Ворете да се познава странски јазик. Колку повеќе знаеме, толку сме поготови. Можеби повеќе часови да го говори странскиот јазик. Повеќе од македонскиот. И имаме мешање на зборчиња од македонски, од англиски или од било кој друг јазик. Тоа не смееме да си го дозволиме. Морам да ве прашам и така и кажа во најавата. Навистина низа работилници се со единствена цел. Тоа се пред ученици од основните училишта. Тоа се значи. Родуваат ли плод? Јас освен како уредник и пишувам за деца, имам објавено 2 книги за деца, имам објавено околу 150 раскази за деца во списанијата Росица, другарче и Развигор, и сето тоа ме доближува се повеќе до децата. Јас и како уредник, како автор, сакам да бидам и меѓу децата и меѓу наставниците, за да го почувствувам нивниот пулс, да видам што е она што нив ги интересира, кој е нивниот светоглед, за да можам и јас да се приближам и како уредник и како автор. Сите работилници 15-тина од септември навака што ги реализиравме во училиштата и во Скопје и надвор од Скопје, покажува дека децата имаат огромен интерес за такви работилници. И знаете, секогаш кога почнуваме со тие работилници, јас ги воведувам малце во сето тоа, со прв слајд во кој што стои правоговор, правопис и јазик. Што е тоа? Значи, да го дефинираме, да знаат колку е тоа важно.
Помалите даваат многу интересни дефиниции на сето тоа. Кога ќе прашам што е правопис, дури ќе добиеме одговор да пишуваме по права линија, на пример, и така натаму. Да, меѓутоа тоа е многу важно да знаат дека мајчиниот јазик, секој мајчин јазик, дали македонскиот, дали било кој друг, мораме да го усвоиме и да знаеме дека е јазик, значи средство за комуникација меѓу нас, што е правописот, дека е тоа збир на правила за да се изразиме писмено, и што е правоговор, дека треба правилно да зборуваме, според стандардите на литературниот јазик. Сега ние сите се трудиме, правиме грешки, нели? Меѓутоа, кога станува збор за медиуми, кога станува збор за пишани медиуми, тоа мора да се внимава. Од тука учат. Од тука, така, затоа и цело време кажувам дека од почетоците треба на вистина, бидејќи тоа е еден процес кој што не може веднаш да се научи, треба и да се научи, треба вежбање, треба да се употребува, за да се дојде до една, како можеме да кажеме, некоја норматива за навистина. Меѓутоа има еден друг, не е тоа проблем, што навистина го потикнувате читањето книги. Заборавија ли учениците да читаат книги воопшто, јавност? Не, за среќа не. Знаете, секогаш имало деца или популација која што чита и популација која што помалку чита. Тоа е секако од интересите. Читањето не значи само читање литература, бестселери, книги, книжевност. Читањето значи и консумирање на литература која што е стручна, и енциклопедии, тоа што секој според својот интерес. Значи, многу е битно изданијата, односно понудата кон читателите. Ние секогаш се трудиме да тоа биде атрактивно издание, да им го привлече вниманието, преводот да биде добар, адаптацијата да биде добра, но пак ќе речем, клучот е во возрастните. Значи, колку ние повеќе вложуваме во развивање на навиките, децата гледат од возрастните. Од родителите, од бабите, од дедовците, од постаро братче, сестриче. Ако во семејството постои веќе утврдена традиција на читање книги и списанија, тоа автоматски се пренесува кај децата. Имате деца кои не легнуваат без да им прочитате приказна. Разбирате? И таа навика која створиме од мали нозе, веќе регрутираме читателска публика за понатаму. Она што е тренд сега во литературата е се појавуваат нови млади автори. Еден период тоа беше скаснато, сега е една нова млада генерација стапува на сцена, која што се труди да го усвои просторот, затоа што, знаете, на децата им е многу интересно кога ќе им дојде автор на гости, кои ќе се запознаат со писателот очи во очи. Професијата писател и е и не е професија, затоа што сите писатели некаде се вработени, работат некоја своја професија. Пишувањето доаѓа некако попатно, за жал, кај нас е така. Не се екзистира од пишување, меѓутоа, кога вие ќе влезете во едно оделение, кога ќе ги запознаете со вашето творештво, кога ќе им осмислите интересни активности. Во моите книги, например, има предизвици секогаш, и кога се договараме, тие си ја зимаат книгата, па се договараме кој предизвик да го одработиме. Самото одработување на предизвикот веќе нив ги мотивира да читаат, да зборуваат и да пишуваат. И тука целта ни е постигната. Тоа многу убаво го кажавте, да зборуваат, да комуницираат, бидејќи овие алатки многу помогнаат да не комуницираат, да не зборуваат. Навистина тоа и уште еден момент што е многу битен, значи треба повеќе во целиот воспитно-образовен процес да се посвети внимание на талентираните деца. Особено деца што имаат предиспозиции кон пишување, кон глумење, кон репродукција на мајчин јазик. Ние некако ставаме акцент можеби на други работи, меѓутоа мора со децата да се работи. Јас сега работам на еден проект кој што ги вмрежува талентирани деца и ученици. Вие не знаете колкав е интересот за драма, за пишување, за новинарството како професија, сето она што бара креативност, но што бара изразување и творење на јазикот на кој што го зборуваат. Долги години пишувате, ве знаеме, јавноста ве знаем, секогаш кога настапувате, подарувате. Така е, Што ќе подариме сега за младите? Денеска ќе подариме 2 книги. Едната е мојата Борко Брзозборко, која што доживеа, на моја среќа, второ издание и одлично си го наоѓа патот до младата читателска публика. Тоа е книга наменета за деца од, да речеме, оделенска настава, некаде 6-7 оделение може да се чита, темите се тие што ги обкружуваат
вклучуваат децата. И уште една книга која што се вика Букварче моје другарче од младата авторка Сузана Мицева, која најавува еден голем талент во пишувањето за деца и јас верувам во нејзе дека со текот на времето ќе стане име и презиме во литературата за деца во Македонија. Промоцијата беше минатата недела пред околу 300 дечиња, во Струмица се случуваше, беше многу убаво, многу интересно. Ете, буквите. Работилниците буквално ги работите низ целата држава. Да. Секаде каде што ќе не поканат, одиме, работиме. Значи не се тоа само еднонасочна комуникација. Идејата е во тие работилници двонасочна да биде комуникацијата. Тие да ме слушнат мене, ама и јас да ги слушнам нивните размислувања, им поставувам различни предизвици во презентациите кои што ги работам, барам од нив мислење и така натаму. Да, тоа за вас е порив за ново пишување. Да, тоа е секако инспирација, меѓутоа многу е битно тие да учат да размислуваат со своја глава. Тоа е најважно, да се развила тоа критичко мислење. Знаете, има еден расказ од една авторка, Катерина Талеска, која што работи со нас и го поставува предизвикот дали животните треба да бидат во зоолошка градина или во своите природни живеалишта. И они секогаш прво кажуваат во природните живеалишта, зошто да бидат затворени. Меѓутоа кога ќе ги прашаме, а дали ние ќе ги видиме ако немаме зоолошки градини, и застануваат. Ова ви го оставам предизвик за понатаму и така. Ксенија Маказлиева Трајчевска, навистина ви благодарам за убавиот разговор, за исцрпниот и навистина можеме да дадеме една убава порака кон најмладите, кон родителите, кон вие така и кажавте, клучот е во возрастите, навистина целокупното општество треба да се грижи во поттикнувањето, заштитата, чувањето на мајчиниот јазик, конкретно на македонскиот јазик. Значи читајте им на вашите деца и едно потсетување за крај дека и првиот буквар на македонски јазик е излезен токму во месец април 45 година, а првото списание за деца во јануари 45 година. Всушност, првите пишани медиуми за деца се излезени таа 45 година, а првата генерација ученици во прво оделение, кои што имале чести, задоволства и привилегија, нели, да учат на својот мајчин јазик, таа учебна 44-45 година, се описменувале токму преку списанијата за деца на детска радост и букварчето на просветно дело излезено од печат 45 година. Кодифицирање на јазикот и убаво споменавте. Па може би април, да го кажеме дека е месец на букварот, каде што навистина толку години се задржал. Сите тие од тоа време раскажуваат дека со редици имало пред книжарниците на просветно дело, со денови се чекало затоа што радоста била голема. Ете, конечно да се има прв буквар од кој што може да се описменуваат не само децата, и возрастните, и тоа е така една гордост, еден убав спомен на кој што секој со радост се сеќаваме, затоа што се почнува од буквата, зборот, па понатаму се создава она што се нарекува литература за деца и возрастни. Уште еднаш ќе ви се заблагодарам за директното вклучување во утринската програма Студио.